Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, кое е последно за ова работна недела и пред да замолчиме уште еднаш предизборно, всушност и кога ќе во текот на утрешниот ден нема да се зборува за политика по медиумите, но в недела секако ќе се дружиме по однос на преостанатите 35 општини низ државава во кои треба да се прегласува. Но за изборите ќе зборуваме во мој термин, во првиот дел, кој е единствен за денешниот ден, помеѓу 18 и 19 часот. Сега пак ќе зборуваме за една друга работа, повторно поврзана со политиката во Република Македонија, нешто кое што е разговарано на неколку пати е изнесено всушност како момент, а тоа е она што го изјави лидерот на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, по однос на барањето дека ќе се од Заев, од премиерот на Република Македонија, Зоран Заев, ќе бараат консензуален председател на Република Македонија, тема која што може и да се испише веќе на екранот, затоа што изјавата во оној момент кога технички ќе биде подготвена да ви ја емитуваме, тоа и ќе го сториме, и тоа дека биле во право што не го поддржале Иванов, всушност е и изјавата. Сега ќе ви ја пренесам само вака говорно, пред и интегрално да ви го пуштиме делот каде што се однесува токму на ова. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, на денешната средба со новинарите, најави дека на следните председателски избори кои треба да се одржат во 2019 година, повторно ќе го покрене прашањето за заеднички, консензуален председател на државата. Сепак, рече тој, ова прашање досега не било тема на разговор со коалицијскиот партнер во владата, премиерот Зоран Заев. Секако, цитирам, секако ќе побарам да се разговара за ова прашање. На Македонија и е потребен консензуален председател, што го покаже и примерот со актуелниот. Бевме сосема во право што не го поддржавме господинот Иванов, рече Ахмети, затворен дел од цитатот. И на 0260 91924 или 0260 91925, токму за ова и ќе разговараме заедно со вас гледачите и преку вашите јавувања и коментирања, но се разбира може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook на Мој термин Очи во очи, каде всушност и ќе ви бидат прочитани дали преку коментар или пак преку порака. И доколку имаме некој на линија, јас би одел веднаш со вклучување. Оп, ни се исклучи првиот гледач, добро. Тогаш одиме со следната линија. Повелете. Добро, значи додека да се вклучи некој, зборуваме денеска за она што... Затоа и ви споменав на почетокот дека всушност не е ова некаков новитет во однос на анализите кои што се правели или дебати по однос на ова прашање, затоа што и уште и кога се бираше председателот, кога стана председателот Иванов по втор пат председател на оваа држава, и тогаш се отвори прашањето, но еве како што вели лидерот на ДУИ Ахмети дека всушност досега тоа не го разговарале со коалицијскиот партнер во владата, а тоа е премиерот Зоран Заев и лидер на СДСМ. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување, повелете. Ало? Да, добар ден, ве слушам. Добар ден. Добар ден. И јас ги поддржувам, и јас не се положувам. Ние немаме председател во државата. И предлагам да имаме друг председател. Так, добро. И по можност да биде од, ако смеам да се изразам, од Албанската национална Добро. партија. Ево, како се викаше. Кандидира се еден пат за Кој? премиер, за председател. За председател? Ама не беше избор. Добро. И така. Добро. И јас не го поддржувам. Добро. Така. Благодарам многу за јавувањето, ви посакувам убав ден, доколку имаме некој на линија, одиме веднаш со вклучување, повелете. Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до телевизија за 24. Благодарам, поздрав и до вас. Овде мене не нема се јасно, нити им биде јасно. Господин Али Ахмети да бара консензуалност околу председателот. Да се разбереме, во Република Македонија да не се многу чукаме во гради. Ова е Република Македонија, не е Република друга држава. И нормално ќе биде од Република Македонија кандидатот. Дали ќе биде турчин, дали ќе биде србин, дали ќе биде македонец, дали ќе биде албанец, тоа никој не може да гарантира. Затоа постои надпревар на партиите кои ќе изберат кандидати за членови
са председатели на Република Македонија. Овие уцени, искрено да ви кажам јас, ме знаете кој сум, што сум и како сум, не дозволувам никој да го ценува никого, било за што, ако не биде конституционален председател, ние нема да... Знаете, Павел, тоа е нивно право, никој тоа не го скратува тоа право на господинот Али Ахмети, тоа го направи и 8 години, 9-та година е со Ѓорѓе Иванов и така натаму. Ние не смееме да си дозволуваме некои луксузи во политиката да оценуваме, ако не гласате за нашиот председател, ние не сме со вас или ние ќе одиме без вас. Овде во политиката нема консензуалност. Овде е оној кој што има повеќе политичка поддршка од граѓаните на Република Македонија, тој ќе биде председател. Ја ви реков и прески, па ќе ви речам. Не е битно од која националност ќе биде председателот. Председателот на Република Македонија треба да ја представува Македонија, а не да представува националност, политичка партија или било што. Затоа што председателот е татко на државата, не е татко на политичка партија или било на кого. Затоа јас искам да ви кажам, јас не се сложил со таква социјалност, негова што е промовира и не знам кој толку советници има да му кажуваат за таква социјалност. Јас кажувам и ќе кажам отворено. Секоја партија има право да се надпреварува во Република Македонија. Кој ќе добија председател, тој ќе биде. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав за емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. И прво што сакам да ви кажам дека многу ми се допаѓа тоа од твојата лева страна над главата што пишува ве молам, зборувајте на тема. Да, така е. Има овде едно малечко знакче со очила и со пеперушка, ама многу е малечко, тоа се гледа само на крупен кадар. Добро, тоа ќорови како мене не го гледаат, не е битно. Па не, ни јас не го гледам по телевизор долу, така што... Нема, добро, сакам на темата да зборувам, и наредните 2 недели пак нема да се јавам. Добро. Во светската демократија, оној што победува, тој го собира колачот и нема што да се дискутира дали треба оваа партија или онаа партија. Тој што победува, тој одлучува. Македонија е исклучок наметнато уште од... Мислам дека уште од социјализмот некои си клучеви тога имаше, мора да има ова, мора да има она. И тоа е многу погрешно. Погрешно е од аспект што луѓето се поделија на нации и вери, не на партии, односно на идеологии, дали ќе бидат левица или десница, или кој субјект ќе го гласаат. Така. Сега би зборувал конкретно на темата. Добро. Али Ахмети сака, ја многу работи во животот сакам, ама не ми се остваруваат. Сакам да имам 1.000.000 евра, ама ги неам, сакам да одам во Америка да прошетам малци, нема. Значи, Али Ахмети треба да се труди да обезбеди гласачко тело за неговиот кандидат кој што ќе го предложи, а во албанскиот народ има многу добри луѓе. И обратно, како што и по македонскиот има многу добри и обратно. Не случајно Заев собира се што собира сега и се надевам дека нема да ја смени политиката која што ја води и да не гњава многу околу темата, значи тоа е неприфатливо во светска демократија. Мора еднаш за секој пат да се разбере дека тој што ќе победи ќе одлучи дали ќе го зема за коалиционен партнер Али Ахмети или ќе го зема Зијадин Сега, односно дали ќе стави председател македонец или албанец и дали ќе го подржи или нема да го подржи. Ја поздравувам емисијата и посебен поздрав до Цајка на секој ден што се јавува. Благодарам за јавувањето, поздрав и од нас до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнев. Добар ден, ве слушам. Вака сега, консензуален председател. Ја не знам како го подразбира тоа. Јас го подразбирам онака како јас што мислам, ќе кажам сега. Ајде. Колку сум во право, не знам. Добро. Со консензус да се избери еден човек, македонец, не мора да е македонец и албанец, во кој ќе имаме доверба сите. Има луѓе во Македонија кои не се политички активни, луѓе кои се спремни, кои имаат авторитет меѓу палата кај што работа, меѓу граѓаните,
да се избере еден таков председател, ама да биде потребен од сите партии, дури од опозицијата. Јас, како граѓанин, сакам да имам вистински председател. Председател на сите, а не председател на партија. Јас така го подразбирам тоа, Али Ахмети што вика. Да избериме председател, може да се избере тој на собрание, не може да одиме на гласање. Што го припаѓа сите партии, тоа за него да се брка работата и да знаеме дека во државата имаме ние председател. Ако е партиски, колку толку, ќе гледа за партијата, како и до сега. Затоа јас така го подразбирам. Сите заеднички да се договориме и како граѓани, и како партии, да избериме човек кој ќе не представува сите, а така го има во Македонија. Сигурно. Така го подразбирам тој консензуален председател. Ви благодарам. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Посакувам да има албанец соговорник со Заев и со македонски албанец. Добро. Ако се преходни, да не се делиме на нации ние во Македонија, партијски, него да се делиме на луѓе, лојални на оваа земја, лојални, стручни или нестручни, патриоти или не патриоти. Сега, претходно не се слагам, господинот, нека биде некој од албанската народност, од народност за преговори. Меѓутоа, Али Ахмети треба да се размисли мало и да има некое чувство, дека ако со ВМРО да помеше во коалиција и таму беше договорите спогодбата, да биде слободно скашките случаеви, а ВМРО да е кради државата криминал да прави. Сега не знам кој ќе биде онакото спогодбата со Заев. Не би требало да преговара, тој него нека биде некој коректен, честен стручњак албанец. Прво, Али Ахмети не зборува ни македонски, не може тој да преговара за Македонија кој ќе биде татко на македонската нација, на македонските граѓани. Било и да биде албанец, нека биде, меѓутоа да биде избран народот, мнозинството на народот, нека биде, има честни и коректни албанци, има патриоти албанци, има лојални албанци на оваа земја, има стручњаци кои ќе не водат и подобро ќе ја водат државата него што е бил до сега претходниот до сегашниот председател Иванов. Меѓутоа консенсус за тоа ние треба се прашаме граѓаните, не 23 партиски да одлучуваат за земјата и за судбината на граѓаните во Македонија и за нивниот живот. 23 значи народот треба да има консенсус во Македонија. Добро. А Ахмети значи треба да се врати на прошлоста и да се замисли мало дали треба и понатат да функционира и дали не треба. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Јас сакам да го кажам своето мислење во однос на темата што имате. Повелете, ве слушам. Имено година и пол дена пред председателските избори Ахмети го поставува прашањето што каков председател сакаме и само 2 дена пред овие локални избори да завршат. Ова како граѓанин кај мене побудува едно сомнение дека Ахмети сака сега да направи еден револт, една дискусија околу тоа со цел на некој начин да пред овие избори или за време на изборите да се зборува за таа тема и секој од партиите на свој начин да ја злоупотребува пред граѓаните и да го скренува на фокус на и концентрацијата на граѓаните за избор на овие градоначалници кои што следуваат. Добро. Мислам дека не е фер сега 2 дена пред овие локални избори да отвора оваа тема и ова како граѓанин ме тера да мислам дека се уште тоа пријателство Груевски Ахмети постои и дека ова е на некој начин во таа функција актуализирано. Многу ви благодарам. Поздрав. Ви благодарам многу за јавувањето. Поздрав и до вас од мене. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Огнен, добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас од мене, повелете. Вака, сега прашањето е што е тоа консензуален председател? Ако Ахмети мисли да предложи Азаев да прифати, тоа не е консензуален председател на државата. Значи, уцените да ги ставиме на страна еднаш за секогаш, затоа што владењето со уцени мислам дека треба да престане, како што полека и престанува, нели? Според мене, председател
со консензус да, значи не политички наметната личност која што ќе слуша една или друга партија, туку председател, мене ме интересира да ги застапува моите граѓански права надвор од државата и да биде еден корисен човек кој што ќе прави себе најдобро на политички план надвор во светски рамки, затоа што председателот не е за да се шета по локални избори, не е за да се шета по разноразни пифтијади и да кажува таму за калинките и за разноразни лошија, туку да не представува надвор од државата и да прави све она што ние како граѓани го очекуваме независно кој и каков. Затоа што Ахметин, ако мисли дека ќе наметне со тоа председател некој било каков за државава од негова страна, а со тоа ќе земе било какви поени, дали меѓу своето гласачко тело да го зајакне или не знам што, во голема е грешка, затоа што тогаш Македонија повторно ќе почне да се враќа на патот од кој што сега, после 3 години упорност на граѓаните, се тргаме од него. Ти благодарам огнем на времето, пријатен викенд се најубаво. Благодарам и јас вам истото ви го посакувам. Дали имаме некој друг на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Среќен празник денеска, сите што го слават. Се најубаво златна Света Петка, на сите со злато и сребро да му даде добрина. Добро. Али Ахмети е најдобро да се тргне од политичката сцена. Има многу подобри и поучени и по-интелигентни албанци кои што можат да се споразумат со македонците. Он више времето му помина, има за него и лоши, и добри, и секакви работи, да не ги повторуваме. Бевме во право што не го поддржавме Иванов. Дали ние не сме во право што не го поддржавме Џафери? Не е убаво, кад се бира председател за сите, и за албанците, и за македонците, и за србите. Сега председателот на собранието па е за сите. Не може за еден да биде, за другиот да не биде. Не знам дали има оваа Македонија човек што здравиот го верува болниот, што лошиот го верува добриот. Не знам. Не е свесен човек што да каже кој е по-добро, кој е по-лошо. Нека се свестат сите минато, нека го заборават, ама иднината да ја прават како што треба, а не како што нај треба. Јас сум на власт, јас се ќе правам. Во вашата емисија имаше гостинка и го заборавив името, а за Бранка расправаше книгата што ја напишала. Па тоа е во многу места така, во многу институции така. Исправно жената ја напишала книгата. Само нека се свестат сите дека треба човек да бидиш, а не човек. Биди човек, не е битно што си по националност, дали си македонец, ром и албанец, и ајде да не редам и други. Секој да има душа човечка спрема другиот, ама нема, нашиот народ се сите одма на другиот. Пријатно и многу фала. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас и ви посакувам убав викенд. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Доколку имаме некој на линија, може да одиме со... Да, повелете. Здраво, Македонија. Добар ден, господине Кавраков, повелете. Ошчив Кавраков. Поздрав до вас, повелете. Ова е кулминација на безобразно. На еден политичар кој од кога се појави до сега ја понижува македонската нација и сите народности кои живеат во неја. Малце беше доминација во владата. Со 20 пратеници албанците во заложништво држат цела Македонија. Кој не му е јасно, нека ме демантира, овде и сега, со име и презиме, со дигнитет. Така се брани Македонија. Сега, во најтешките моменти, кога требе гласачите и луѓето да бидат смирени, он фрла шок бомби на менталниот склоп на секој македонец кој живее во оваа република. Ова е недопустиво. Меѓутоа, ја ќе кажам и чаре лек.
албанската популација во овој момент, ако не е силувана со медиумите, со полиција, во недела ќе каже колку овој Али Ахмети има доверие во албанскиот кампус. Уште во недела ќе го демантираат, бидејќи сите албанци што живеат во Македонија не мислат одамна како него, бидејќи он е еден од најкорумпираните албанци во Македонија. Затоа, ова е тешка провокација. Не може така. Ќе си виде Паричката още во недела. А натаму, у наредни избори, Џуи ќе биде трета или четврта партија, бидејќи претера господине Ахмети. Да знае точно, јасно и гласно. Благодарам многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ако Али Ахмети, зборов консенсуален председател, го разбира како договор меѓу него и кој било од другата страна, Заев или кој да е други, онда грдно се лаже. Нити Заев, нити Ахмети, нити кој да е може да се седнат и да договорат председател. Председател бира народот. На Али треба да се обезбедат фер, демократски избори председателски, по мене со повисок консенсус на изглед за некако што беше, мислам, 40% на претходниве. Затоа што председателот е председател на државата. Јас лично би поддржал извонреден председател, па макар да е не само албанец, било од кој, како што беше, да речеме, Имер Османи, кој остави сјаен печаток меѓу македонци. Значи, председателот треба да има свој авторитет, своја стручност, посветен на државата и државните интереси, а не партиски. Кој ќе победи на изборите, тој е легитимен председател за сите. Ни во Америка нема договор меѓу едната и другата партија кој ќе биде председател. На избори кој ќе добие, другите се должни да го почитуваат. Но потенцирам на фер демократски избори, не со лажирани избори. Фала, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, добар ден, ве слушам. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Зона ми сјава за Ахмети нешто. Не ве слушнам, последно молам. За господин Али Ахмети што се зборува, да не ке барам кој знам председател од заедно. До сега албанците никогаш немале до сега послаб политичар. Најслаб политичар од кога постои Македонија. Да, бидејќи он е дошол овде азилант, не знаеме него, го знаеме. Да. Гледаме сега и заедно на исто као, гледате како го измами сега господин Села. А господин Села беше рамо до рамо со него, за да ја трнат ВМРО да помине од власта. А гледа сега целата кампанија, он му ја извршува. Нигде не го гледаме Ахмети во поместни. Не знаеме сега дали е председател на Социјалдемократски сојуз или на ДУИ. Да. Добро. Зашто не гледаме Ахмети иде по кампањата? После заедно неговата компанија. Тоа е тоа. Хвала. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Вклучуваме уште еден гледач, па имам два коментара да прочитам и тука сме на крајот на ова издание. Повелете. Добар ден. Добар ден. Гледач од Охрид. Поздрав до вас. Јас ќе го кажам моето размислување и ми се чини дека одека не треба да се бара консензус. Одека треба да се бара човек со квалитети, со способности и кој што ќе ги задоволи сите тие критериуми да биде водач на една држава, да биде татко на еден народ. Ние овдека не треба да се бориме за Алија или за Ангеле. Ние треба да се бориме за човек кој што ќе ни ги задоволи потребите, кој што ќе го брани интересите на државата надвор и дома во државата. Одека ние не треба да правиме консензус, значи дали да биде еден или друг. Ние треба да се обратиме, значи тој што ќе се посака да биде председател на државата, значи да го сака народот, да го избере народот
и тој сам себе да се декларира дека е способен да води нацијата и да изведе на крај. Да на крај, кога ќе му заврши мандатот, дури да остави место, ако треба да може да биде избран уште еден мандат, а не да чекаме како сегашниот председател што побрзо да се замине. Таков председател не ни треба. Нас ни треба председател со педигре, председател кој што ќе ги познава сите области, да има добар стручен тим, кој што ќе го советува, кој што ќе му кажува и на неговите грешки. Нас не ни треба председател кој што ќе дава амнестии за дела кои што ја орушиле државата, го орушиле угледот на нацијата. Таков председател не ни треба. Затоа консензусот треба да се избрише, но треба да се, значи, секој еден да има право да се пријави, да си собере онолку колку што има е предвидено со законот подписи, за да може да учествува на тој избор и после тоа народот да го гласа. Од тоа поарно здравје. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, посакувам во ден, тоа беше последниот гледач, имаме уште минута и пол за читање коментари. Илија вели, многу луѓе заминале од својата земја и успеале да стасаат на високи позиции во други земји. Замислете ако биле упорни и го зборувале само својот јазик, до каде ќе стигнеле. Ахмети е роден во Македонија, учел на македонски, а не го слушнавме да се обрати. Не, морам да најдам дали нешто се однесува на темава, тоа на кој јазик зборува Ахмети не ме интересира. Добро, поздрав до Василија. Нема да дочитам бидејќи не е на темата. Љупчо вели, сите граѓани на Македонија ќе го изберат председателот без разлика на националноста. Мислам дека зборот консензуален значи од сите за мене би требало да е од ковот на Борис Трајковски и најважно е тоа да се случува во една Македонија во која владее правото. Илија пак вели, Илија поинаку го разбира консензуалниот дел, вели Здраво Огнен наместо Ахмети да доставува барања, добро е да се утврди криминалната одговорност на ДУИ во коалицијата со ДПМНЕ. Поздрав. Трајче пак ни вели, само што ова режија. Здраво Огнен, Ахмети не побара председател да биде албанец, ние брзо пламнуваме и го сваќаме тоа како порака дека на следните избори ќе има уцени околу функциите премиер, председател на собрание или председател на држава. Пример, во Италија се избира председател од собранието. Па може и кај нас, бидејќи ние сме парламентарна демократија и парламентот ја има најголемата власт. И да, и кратко, Дејан вели, здраво Огнен, наместо Ахмети, ова го прочитавме. Добро. Благодарам многу за јавувањата, за коментарите на темата. Се гледаме повторно во подневникот во 17 часот, некаде на почетокот неколку минути по 18 часот, до тоа што станете со телевизија 24.